спомна Ангелина, кој не сака да работи. Има поголема длабочина, но е суштината дека христијанството е работа, дејство. Сосема спротивно на таа голема деноминација која ги врзал сатаната, ништо не треба да работиш, он се направил за тебе. Сосема спротивно. Ти треба да работиш. Значи, кој не сака, ако не сакаш да работиш, не јадеш. Зошто? Па затоа што ти јадеш само телесна храна. Исус вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Ова мислам дека ќе го прошириме понатоа, ама е интересно. Значи, тој не сака да работи, си го живее својот живот. Нема време, преполн е со светот. Ти треба да оставиш тоа, да работиш за Исус и тогаш примаш храна. Тогаш се полниш. Значи, кога ќе почнеш да сведочиш, тоа е првата точка од која почнавме ние овде, да ве снимам, да ве пуштам на радио, на YouTube, тогаш почнуваш да примаш сила, почнуваш да работиш, употребуваш зборови, прв пат ги употребуваш зборовите за слава на Исус. Значи, колку време во животот си ги употребувал зборовите во празно, за себе си само. И затоа не јадеш ти, немаш духовна храна. Без духовна храна ти си мртов, ништо не разбираш. Делумни христијани, празна вера, полни се. Например, и тоа што вели да го обележите, манде, значи ние, кога некој ќе замине, долго време стои вратата отворена, му звонам, ги повикувам, ги благословувам, најчесто не креваат, се откажуваат, озборуваат и гледаш дека се уште не е дојдено. Не можеш да го оставиш во друг дух да биде, затоа е одбележан тој. И тој сака со истиот дух, ние да се промениме, односно Исус да ти клекне, да ти се промени. Дека да рече, мене Исус ме учи, мене Исус ќе ме суди. Да, он ќе дојде кај секој посебно да ви се поклони. Не, тој праќа пастир. Пастир на една црква. Не е физичка, него е духовна. И тогаш јадеш ти духовна храна и духовен човек се засилува, а телесниот човек се намалува. Значи, не сакаш да работиш, не јадеш. Не јадеш духовна храна и ти си умрен, немаш сила. Нити да разбереш нешто, нити да действуваш. Тоа е целата суштина. Затоа од тука почнува тој момент кога треба да работиш. Кој не сака, ти не сакаш да работиш, видите сега, да работат тивко, вели, да го јадат својот леп. И повеќе тука цело време зборува. Неуредно живеат и ништо не работат. Ете ги тие што зборуваат за Исуса не извршуваат, нели? Пазите, цело време зборува дека треба да работиш. Работевме со труд и мака дење и ноќе. Ти работиш за Исус веќе, ти си натаму и тогаш јадеш духовна храна. Ова е само како назнака, па ќе видиме, мислам дека ќе слезе поука цела. Слава ти Господи Исусе Христе. Амен. Амен, слава ти Исусе. Амен. Амен.